Добър ден, приятелке. Аз съм от Скопие, от етнолошкиот музея. Па дојдов да видам, имате много убава облека, много убаво предате. Све сами сте изработувате. Гледам и други работи от Старска носија. И овие сами ли сте ги изработували или некој друг? Не, имаме мајстор во Стругав за така, кумбарче, не? Да, кумбар. Така. А овие, каја ги носите овие? И тие и носиме. Како се вика ова? Марама. Кој ги носил? Невеста или? Невести, жени. Жени. Ама ова е за помлада невеста. Ова е за невестата. За невестата. А и ти имаш исто многу убава облека, значи многу. Сама си ли и тија изработувала? Овие ги имам изработувано сама. Како се вика ова? Овие се пештурки. Пешкери. Пештурки. Пештурки. А шарките како ги викате? Овие прави. Прави шарки. Многу убава облека имате. Пријателки, вие што работите? Ми ево плетиме. Плетим. Што е тоа што плетите? Джемперче. Джемперче. А оваа облека многу убава. И сама сте изработиле? Нарочно оваа пештеркава многу е убава со шарки. Како ги викате овие шарки? Овие прави. Покрај тоа ми е некое време у куќа, како сте живееле, какви предмети сте имале, речеме за живот, за готвење, грнци? Порано имало, ама сега нема. Сега више нема. Пред колку тоа години е веќе загубено? Како да ти кажа, има доста време. Така. Сега И што сте, речеме, граф, кај сте готвеле, во што? Во Грниња. Во Грниња. Зашто ние у етнолошкиот музеј по старскиот живот, на прежниот живот, имаме собирани пуно работи, па исто сакаме и од овој крај нешто да набавиме. И затоа ве прашуваме дали уште има задржано овдека. Па можда имат некој. По некој постари куќе. Некој постари. Потекнувам од стара скопска занајчиска фамилија. Таткото рано го загубувам, така да уште од година дена ме презима да ме чува и да ме одгледува и школува мојот дедо на мајката таткото. Дедо ми се викаше Димко Арсов, познат у чаршијата као Уста Димко. И него постоеше изрека еден збор, еден минц, што значи многу угледен човек. Дедо ми е познат у градот као еден истакнат граѓанин, кој позаможен, кој доста помогал го покретот тогаш за народно ослободување на Македонија. Тој дава цилот свој имот, 4 дуќана и куќи во самиот град. Така да, а исто така тој многу познава народниот бит, песни, приказни, така да при моето растење јас сум слушала многу песни, народни, јуначки, комички, приказни исто така, што викаат, сум легнувала со песма, сум станувала со песма, и исто така и мене ме насочи во тој смер, така да покасно при студијата зимам таа област, управо етнологија и антропогеографија, бидејќи тогај немаше чиста етнологија. Потоа ја се школувам низ гимназија, па на факултетот, каде што и таму се пројавувам као добар студент и мојот професор Филиповиќ ме зима како асистент. Асистент работам со успех, така да време за моите студии
Имам 4 отпечатени работи кои професорот ме упатува во работата. Тие се Кралј Кјоси, Гроб на кралевата ќерка, кога го спојувале Скопје и тука таа загинала. Потоа Сватовска повеќе од Скопско, да Карадак мало, кај железници, крај, кај железниче, кај све што е академијата. Потоа исто така давам ѓурѓовденски обичаи. За тоа и бивам и наградена со Светосавска награда. Завршувајќи го факултетот, порано него што тоа беше срок, прва пред 1 тромесечие завршив факултетот. По завршувањето на студиите, јас не можам да добијам запослување. Веќе по 2 години јас се заработувам као дневничар у градската библиотека на Скопје. Таму се поврзувам со напредни студенти, така да литературата марксистичка специјално ја чувам за пултот за нив. Заради тоа бивам и прогонувана. Од 40 година јас се приклучувам кон покретот преку Осипјанов, кај што и идам на 2 састанка, каде се зборува како се развива нашиот покрет и воопште нашата работа од Народно-ослободителната борба. Потоа, пред разгромот на фашистичката бугарска окупација, јас се поврзувам и идам у Скопскиот одред. Се поврзувам во Скопскиот одред, потоа у 42 дивизија и од тука после во корпусот работам као сестра со лекарот Маршавела. Потоа исто така работам на агитпроп све до крајот на нашето ослободување. По правило мене ме повикуваат да можам да организирам музеј во Македонија. После ослободувањето на нашата земја, 1944 година, ја активно се вклучувам во антифашистичкиот фронт на жените, како и фронтот. И добивам разни задачи. Било тоа за подароци, за разни делегации кои доваѓа, а исто така јас работам активно во фронтот на жените, во објавувањето на некои статии, после исто така на изложбена дејност, кај што се прикажуваше работата на антифашистичкиот фронт на жената од Македонија. Тоа заедно со Лина Малинска, одборот го организира и јас се приклучувам, така да таа се приредува во Скопје, кај што и ја објаснувам известни работи, експонатите кои се изложени. Покрај тоа во Белград ја пратам таа изложба и во Сараево. И поради тоа, бидејќи доста работи, мене ме нарекува Вера Фешто. Исто така тука имав организирано во блокот околу 17 читалачки групи, каде што за свите снабдував литература и надгледував како они работат. Како единствен стручњак по етнологија и антропологија, бев повикана од тогавашни народните власти, од Народно-ослободителната војска, да организирам музеј
во Македонија, управо етнолошки музеј во Македонија. И тогај бивам ослободена и се приклучувам кон Народниот музеј и отпочнувам прва на собирачката работа. Прво време уопште немавме никакви буџетски средства, бидејќи ја поврзана со разни организации општествени, кои што е Антифашистичкиот фронт на жените, Народниот фронт, комитетот, бесплатно организирам екипа за да соберам етнографски предмети. И навистина луѓето ми се преку писма, ми се одазва, така да ја уште 45-та, управо 46-та, од поклони направам изложба за народната уметност, за народното творештво текстилно. За време тој период, од 44-та до 49-та година, усилено работам на прибирачката, собирачка работа во етнолошкиот оддел. Во тоа време, првите кадри, да речам, кои требаше да се оформат, бидејќи дојдоа се во гимназија, Милица Георгиева и Аница Петрушева, ги прихватам и почнувам со нив да работам, да ги запознавам во областа на етнологијата, целокупната работа, собирачка, стручна, обработувачка, научна литература и се што е потребно за оформување на еден музејски стручник, бидејќи музејската работа е многу сложена, не е само од една дејност, него е повеќе дејности. Видите, у почетокот тешкотиите беа што беа неприродни самите патишта, тога немаше патишта, повеќе пешки сум ишла и по 30 и по 40 километри со ранец на рамо, за да можеме да дојдеме до некое село, и тоа обично се ишло по-затъмтено, по-далечно село, подпланинско или планинско, за да се добијат оние материјали кои се необходни за целокупна народна носија или за други материјали кај што е сачуван битот, нели. Мада во почетокот тоа имаше доста материјали, но потоа почнаа да се губат, да се продаваат на пазар, да се сечат, бидејќи веќе почна модата, нели, да делува и носијата да се губи, другите текстилни на пазарите, па и таму сум ишла и на пазарите, за да можам да откупам. Тоа во едно бесцење, толку ефтини работи, да можев навистина доста предмети да соберам за така кратко време, кој што реков 48 веќе и да се оснива и изложба. Еден случај ќе го изнесам во Љубојно, баба Србиновска, која беше приготвила, така е обичај во Македонија, најубавата свадбена облека да се чува за умирачка. И таа со објаснување како и што е етнолошкиот музеј, дека тие ќе бидат изложени, дека тоа ќе ја гледа целиот народ, она ги изнесе предметите, мислам целата облека, ја бакне и ни ја даде на користење во етнолошкиот музеј.
Покрај тоа, исто една таква случка, кога екипата наша од етнолози и јас, у Кривогаштани, Абарикалеска, таа ми покажа својот сандак, какви све убави изработки има. Нејзиниот маж во тоа време не бил тука, нели на печалба, и она, за да го изненади со една убава изработка, истка една прекрасна чултар, они ги вика прегача, скутача, и таа ја бакна исто и ми ја даде, за да може да се види и да се прикаже нашата народна култура од текстилно твориштво пред публиката или пред посетителите на музеот. И таа се просто радуваше што таа нејзина изработка ќе биде сачувана со векови за идни генерации, така да речем. За тоа време ја имам доста задачи од страна на Народниот фронт и антифашистички фронт на жените. Така, при доваѓањето на делегацијата руските жени, ја добивам задача да направам една макета, наравно со помош на моите препараторското оделение, за жената како ткае, бидејќи нашиот народен бит, нашите ткаеници се прекрасни и како такво се подарува на жените од Советскиот Сојуз. Тоа време беше кога мојот другар во Белград умре и ја морав да одам, да ја свршам работата, ова што е потребно за делегацијата, и вечерта во 9 сатот со брзи воз ја морав да заминам за Белград на погребот на мојот другар. Од 1949 година, поради останалите нели работи општествени, јас работев и во комисијата за формирање на културно-просветната заедница. По тоа време, уште од 1945 година, има формирано неколку игрални групи кои ги подучував и излизавме на разни акции, како што беа на разни работни по фабриките, по кај што се изградува на патиштата, така дававме известни концерти. Игралните групи кои беа формирани по тоа време, Лазара Полска, Раштачка и женска игрална група. Тие беа формирани уште од 1945 година. Од 1949 година со другарот Мане Чучков бевме испратени во Белград, каде јас се приготвив елаборат за како би требал да изгледа танец, државниот ансамбл танец. Сите предлози беа прихватени и освоени. Потоа, од кога се вративме од Белград, отпочна формирањето на танец и сите овие групи кои беа кај мене, кои руководев, како што беше Раштачката, Лазар Поска, се прихватени како членови на тој ансамбл. Дававме концерти скоро секоја неделја во паркот и Дадија. И така натака се одбиваше работата од областа на фолклорот про народните игри.
U isto vrijeme otpočna i formiranje, pošto se odali etnološki muzej 49. godina, od drugi muzeji se formiraju kao odjelni, od 49. etnološki muzej stanova poseben muzej, su svoja programa. Osvojam pribiriško-subiračkata работа на терените, кои идевме екипи, стручни, на разни предели во Македонија. Исто така сме вршили и научно-истражувачка работа на поедини краишта во Македонија. И тоа на крајот Азот, и тоа Велешко, покрај тоа Радовишки шопил во Радовишко и други теми посебни за народна носија и за грнчарство и други теми кои сме вршили на самиот терен. У таа истражувачка работа се вршила и испитувана на разни теми, народни обичаи, велигденски, ѓурѓовденски, исто така се вршила свадбени обичаи кои имаме и отпечатано за тоа во омијачието и реде други теми, грнчарството, земједелие, сточарство и сме испитували на теренот, екипно. Иницијатива на нашиот музеј, нашиот стручен совет, тоа наравно кој Јарко водев, се даде да се следат систематските збирки онака како што треба по теми и по локалитети. И направен специјален инвентар за чувањето за подолго време да се одржат тоа народно богатство. И навистина во тој поглед со дадени на вратата, или како да кажеме, карти, каде што се наоѓа и кои материјали се наоѓаат во тој инвентар. Така да навистина нашите етнолошки збирки беа многу добри сачувани све до денеска. Етнолошкиот музеј покрени и своја издавачка дејност, тој е гласник на Етнолошкиот музеј во Скопје. Тука беа отпечатани разни статии од сите соработувачи етнолози од Етнолошкиот музеј. Тука беа прикажани галичката свадба, покрај тоа велигденски обичаи. После за ќурчиството излезе ќурчискиот кожуварскиот занет, излезе посебна едиција, како посебна. Покрај тоа, јас имам соработувано со помали прилози или повеќе во разни часописи, као што беше Југославија во Белград, кај во последната едиција се викаше Македонија, за Народниот вес во Македонија. Со помош на кустосите се приредува и други изложби, каде што ние наступувавме во иностранство, во цела Европа, по главните градови. Се наступуваше во Париз, во Лондон, во Ингелхајм за време југословенските културни денови. Исто така се наступуваше и во Полска и во други земји, Италија, Рим и така натак.
Во текот на 1956 година добив задача да треба да се формира збирка од Македонија која ќе ја представи културното народно творештво во Бриони. И за едно кратко време ние прибравме најкарактеристични етнографски предмети од народната култура, разни збирки, околу 140 предмета, каде беше и искаена и завеса и све да се уредат амбиентите, кај што другарот Тито ги прима разните странни делегации. И за едно кратко време тоа беше направено со другарката Петрова, нашата препараторка. Ние отидовме таму и уредивме ги музеот, 3-4 оделења, тоа беше кај што другарот Тито ги примаше тие разни делегации. Покрај тоа во Тетово пак ми беше дадено од ЦК да се уреди музеот на ЦК, кај што со другарката Георгиева, Милица Георгиева, работевме управо, направив план, програма и после заедничко го уредивме во музеот и 57 година тој се отвори за публика. И навистина околу 6 оделења беше доста напорно, требаше све онакво амбиентот како тоа што бил кога се одржувала ЦК да биде уреден, а тоа не беше лесно, бидејќи куќата беше скоро целата разрушена, од архитекти уредена, а после ми унутре самиот амбиент го со материјали етнолошки, со уредба на градска куќа го уредивме и така се отвори 57 година. Успешно, доста успешно. Во Тетово, покрај основањето на музеот на ЦК, претходно ја организира и оддел на етнолошки оддел при Текето. Околу 50-тите години исто ми беше даден налог да треба да се формира во Галичник музеот на Ѓорго Полиски, деец, културен деец од Македонија, од тој крај. И за едно кратко време беше собран материјал кој требаше да го прикаже амбиентот каде живеел и работел Ѓорго Полиски. И тој во текот на 50-те години беше отворен, свечано отворен, даже конести го отвори. И така тој после делуваше многу така значајно, многу просветно за тој крај, бидејќи беше признаено неговото дело, неговата работа. Етнолошкиот музеј има повеќе филмови снимени со етнографска содржина, обичаи, предели и ред други работи кои беа значајни за да се сачува за идната народна култура, за идните поколенија. Покрај тоа имам учествувано со филмовите во Ниш, 57 година, на етнографскиот филм, каде учествува од Југославија сите. И прва почнувам да снимам етнографски филмови во Југославија за зачувување на тој народен бит и народна култура, народните обичаи. Исто така, учествувано имам во Париж со еден филм, на етнографски филм, обичаите ѓурѓовденски. Покрај тоа, учествувана на разни симпозиуми и советувана во Белград, во Љубљана, во Охрид, во нашата земја и ред други, со разни теми кои сум ги ја обработувала за време на моето действување.
Од целокупната моја дејност и од општествената, јас имам соработувано и со други организации општествени, како што се културно-просветна заедница, каде јас учествувам на свите фестивали, Штип, Битола и Линденски денови до ден денеска, каде сум била и одбори, и жири комисии, и ред советувања кои се организирале во тек на овие фестивали. Имам и собрана цела една збирка од понапрежните фестивали во Штип, која е дадена во радио и телевизија и ден денеска известни песни се пеат народни од таа збирка. Заедно со Васил Хоџиманев. Он музички, а јас текстуално. Во тек на земјотресот 1963 година етнолошкиот музеј беше делимично оштетен. Уште во одма осабелешните часови, 6 и нешто, 6:30, јас веќе бев у музеот да видам што е све уништено, што е нешто оштетено во етнолошкиот музеј, од збирките и све. Потоа, прегледувајќи, си искачив горе со мојот режисер или сметководител и констатиравме дека не е така многу оштетен, само оние витрини и некои грнчарски предмети, иначе самиот материјал кој беше целокупен беше останат онака како тоа што беше и порано. Околу 74-та се отпочна да се гради Народен музеј во Македонија, зграда за Народен музеј во Македонија. После тоа отидов во пензија и уопште не учествував во таа изградба на тој амбиент за музеј, Народен музеј во Македонија. За време на мојата долгогодишна етнолошка дејност во полето на музеологијата имам повеќе заслуги добиено, ордени, пофалници, плакети и така натака. Орден за трет ред за труд, за втор, за прв, покрај тоа орден со златна звезда за заслуга на културната, плакета за време на солидарност од градот, нели, за работа за издигувањето на културното, нели, поле и ред други работи кои сум ги работела по тоа време. Од моето повеќе годишно искуство имам дојдено до заклучок, а и самата етнологија као наука, она обработува самобитноста на нашиот народ и на народите уопште од светот, културата материјална, духовна. И мислам,
би требало за идните генерации да ја негува таа култура и повеќе да се дадат на таа испитувашка работа, додека уште може на теренот нешто да се најде. Во 1949 година се формира Етнолошкиот музеј и на чело на музеот беше Вера Кличкова поставена како директор. Тој нејзиниот допринос може да се види врз богатиот фонд на етнолошките предмети што се сместени во Музејот на Македонија и се чуват во етнолошкото депо. Најголем дел од предметите што се собрани некаде околу и над 2/3 е собран уште за време на директорувањето на Вера Кличкова, која заедно со своите соработници прибирала тој материјал и стручно и научно го обработувала. Оливера Кличкова ја познавам уште после ослободувањето и можам да речем дека е една од првите активисти во културно-просветната заедница на Скопје, особено во развивањето и негувањето на чистотата на носијата, нашата народна носија и фолклорот. Со неа веќе над 30 години можам да кажам дека се успеа да во секое наше друштво најде свое слободно време да појде и да им укаже на одредени недостатоци и проблеми во однос на носијата и да им помогне дури и конкретно за самото обликување на истите. Другарката Кличкова, како директор на Етнолошкиот музеј на Македонија, се разбира со помош на помладите соработници и другите луѓе кои беа вработени во музеот, а во прв ред со Георгиева, Петрушева, Личеновска, Дрнков, Петрова, а подоцна и Надели Николова, Крстева, покојниот Велимир Николов и други, одигра навистина ненадоместива улога во организирањето на етнолошките оделенија и воопшто во заокружувањето на повремените или сталните етнолошки експозиции во сите музеи во Македонија, речиси без исклучок. Оттаму, таа благодарејќи на големиот труд и на неисцрпната духовна ерудиција, практично го зазеде едно од челните места во аналите на националната музеологија. Но таа не е само синоним на пионерството и перманентниот растеж. Таа не е само осведочен научен работник, под чие перо излегле низа етнолошки трудови, туку во исто време и пред се, таа е стожерна фигура во неповторивата заштита на илјадници и илјадници предмети од сферата на материјалната култура на македонскиот народ и народностите од Социјалистичка република Македонија, што воспротивно ќе беа и изгубени за секогаш ако не ги заштитеше.